Добра вечер, почитувана публика, и добре дојдовте во видео подкастот Гласот на Слободна Македонија, епизода број 16. Во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот соговорник Јордан. Добра вечер. Добра вечер. Вечерва одиме директно во нашата дискусија, а тоа е дискусијата околу бојкотот на предстојните председателски избори. Две-три работи не повлекува за јазик, што се вика, па да ги одговориме овие прашања и да дадеме едно наше мислење во однос на сето тоа. Значи, прво она што те повлече тебе за јазик беше статус на господја Ина Василевска Македонска. Иванка Ина Василевска Македонка. Македонка, да. Македонска. Ова е господја е членка на извршниот совет на извршен комитет на ВМРО ДПМН. Да. Значи не е ова или кој си не било која личност, така да не скорнуваме некои луѓе приватни. Да. Ова е некој нејзин статус кој вели вака. Прашања кои бараат одговори. Зошто барањата за бојкот на претседателските избори доаѓаат од диаспората? Дали Република Македонија може да се брани од оваа дистанца? И дали некој знае што значи обединувањето на севкупното граѓанство околу надпартиската кандидатура на професор доктор Гордана Силјановска Давкова? Државата пред се, право и правда за сите, Македонија на македонците. Завршен цитат. Следниот текст ќе го дадеме само уводот од текстот, бидејќи отприлике истава е темава. Да. И ќе ни даде прилика да почнеме со нашата дискусија. Да. Текстот е од поранишниот амбасадор Ристо Никовски и учесникот во менувањето на името. Така да сепак треба да објасниме кои луѓе што правеле во минатото. Да. Тоа е меѓу првите кои беа во екипата на Денко Малевски и Ристо Никовски е ветеран дипломат Да. на не само на Македонија, туку и уште од времето на бивша Југославија, да. Неговиот текст, односно неговата колумна е насловена Бојкот на изборите значи прифаќање на прекрстувањето. Тоа е од 24 февруари, значи од минатата недела. Да. И еве ќе дадеме малку вовед, кога го прочитаме воведот и неговата теза. Да. Господинот Никовски вели вака: не може да се игнорира фактот дека нашата држава е прекрстена. Тоа е реалност. Ако не превземеме ништо веднаш, тоа останува за секогаш. Токму затоа се апсолутно неприфатливи повиците дека треба да се бојкотираат претседателските избори со кои демек новата држава би добила легитимитет. Сосема спротивно, вели Никовски. Бојкотот би бил длабоко погрешен, бидејќи ќе значи премолчена согласност со нелегалните промени кои се трагични за македонскиот народ. Со излегување на изборите практично треба да се започне борбата за исправување на предавничките потези на власта. Мора да се направи се за да се победи на нив. Друг избор нема. Секој обид да се предизвикува колебање, премислување или делење на огромниот дел од народот, кој е против капитулацијата на власта, е неприфатлив и подмолен. Во дадените услови, сите кои повикуваат на бојкот, кои се против Силјановска како кандидат, кои ја критикуваат процедурата на нејзиниот избор и им пречи било што друго, најпросто речено се против македонската кауза и македонизмот во целина и работат во корист на власта. Ова е интересно од човек кој што никогаш не бил гонет како македонски националист. Ако до нејзиниот избор и имаше демократски простор за различни мислења, сега веќе нема. Благодариме на појаснувањето. Сите што сакаат да останат македонци, да не се сотре нашето семе, мораат да бидат единствени и да гласаат за неа. Нема идеален кандидат, ниту ќе го има некогаш, а сега прашањето за македонците е да се биде или не, и дилеми не смее да има. Во такви услови нема простор за лични фрустрации или продавање на памет. Бојкотот е неодговорност. Тука не знам дали цели на Филип Петровски, на тие типови.
Силјановска, тој вели, е одличен кандидат. Важно е што таа е надпартиски, како Киро Глигоров што беше своевремено, бидејќи така се отвара просторот за сплотување на сите што си ја сакаат оваа земја. Партијата која ја поддржува е важен партнер, без кој нема победа. Опозицијата треба што поскоро да ја освои и извршната власт, за да може координирано да се спречи бруталното бришење на македонизмот. Целта е да спасиме се што е можно, така како што беше, веќе никогаш нема да биде, бидејќи имавме лидери кои прифатија разнебитување на македонците. Сега, тука се чувствуваме како лично повикани, бидејќи ние веќе во 2 или 3 епизоди повикуваме на бойкот. Особено ти, јас во прво време не бев решен на таа по тоа прашање, меѓутоа и јас од ден на ден добивам се повеќе се уверувам дека треба да се оди по таа насока. Ке одиме ли уште со ова од Никовски доволно. Од Никовски доволно, меѓутоа од кандидатката, од професорката Давковска, ке одиме ли со нејзиното излагање, тоа ќе го ставиме за попосле. За попосле. Во ред. Каде ќе почнеме првен? Да почнеме со статусот на Василевска. Ајде да почнеме со Василевска. Ајде. На нејзините прашања кои бараат одговори. Таа вели зошто барањата за бойкот на претседателските избори доаѓаат од диаспората. Од која диаспора? За која диаспора зборува таа? Тоа не ми е јасно. Треба да ни објасни, треба да биде јасна господјата Иванка Македонска. Која диаспора? УМД како диаспора е со нив. УМД, Обединената македонска диаспора, беше на конвенцијата во Струга. Мето Коловски беше на конвенцијата во Струга. Да, може да видите дека ова е од сајтот на Обединената македонска диаспора и тоа е објава на господја Силјановска Давкова. Значи тие ја поддржуваат неа. Така да другата диаспора, Форумот за демократска Северна Македонија, веќе инако да пред некој, тоа е диаспората која формира министерот за диаспора Адеми, како диаспора која ќе го поддржува СДС-М. Така да тоа се две официјални организации на диаспората, некои си големи организации во диаспората. Големи под наводници, но да, тие се како носители на македонската диаспора. Сами се прогласени. Да, сами прогласени, меѓутоа тие се како некакви си носители. И со нив контактира власта. Да. Затоа велиме дека тоа се да. Значи, овде има уште една организација, тоа се Обединети македонци, која што се повеќе и повеќе некако згаснува. Да. И таа веќе станува се понерелевантна. Нашата организација не е, тоест нашиот комитет не е организација на диаспората, туку ние си имаме наша агенда. И ние сме, но сега ние сме во диаспората. Тоа е прашањето. И тоа е она најинтересното што треба да го објасни господјата. Да, дали сметаш дека ова е некој завиен повик кон нас? Не, ние со нас не смеат да се чепкаат. Да. Тие кон нас водат една друга игра, а тоа е нема коментари за нас, нема ништо. Никој не се спротивставува тоа што да се обиде да не демантира. И така луѓето се надеваат дека со тоа ќе замреме. Да, тоа е всушност тактиката на УДБА да те избришат, да те деперсонифизираат, да те снема никаде, да едноставно да не те признаат дека постоиш. Да. И сега би било убаво, повторно ќе ако некој и пренесе на господја Ива Македонска, да биде конкретни да каже која е таа диаспора. Во Австралија рекоа дека не го признаваат името Северна Македонија и во една таму во Аделаида
по нивниот центар на македонците, го симна македонското официјално знаме, окача знамето, бившото македонско знаме, шестократното сонце, како официјално знаме на македонците во Австралија. Дали не нив мисли? Така, нека се изрази јасно. Зошто игри во ракавици? Ние зборуваме со име и презиме на кого се обраќаме. Да. Еве, сега се обраќаме на господјата Иванка Македонска. Значи, ја повикуваме да одговори на овие прашања. Второто нејно прашање. Мислам, ако имаш нешто да додадеш за ова. Не, слободно. Дали Република Македонија може да се Република Македонија вели таа, дали може да се брани од оваа дистанца? Република Македонија веќе не постои. Постои само овде кај нас. Да. Ние ја браниме. Да. Еве, под Аделаида македонците го истакнале знамето кое беше жртвувано заради патот на промена на името. Да. Дали се слагаме ние со тоа знаме или не е битно. Тоа било усвоено од парламент како прво македонско знаме на самостојна Македонија. Да. И тука и е сменето под притисок на Грција. Она што сме го сториле ние тука надвор. Никој не знае дали сме направиле нешто, за Македонија не сме направиле. Па да може да суди дали Македонија се брани од надвор. Но има една многу битна, интересна поговорка на луѓе кои од други држави, кои биле дисиденти Да. и кои учествувале во соборувањето на властите во нивните држави. Да. Од кои тие имаат една многу јасна поговорка. Вика, пожарот, односно недемократијата, секогаш избира внатре во куќата. Значи, самите таму граѓани дозволуваат да се поведе диктатура. Да. И затоа тие бегаат од таму. Заради прогонот таа диктатура, дел од тие луѓе били избегани на времето. Да. Но вика, секој пожар се гасне од надвор. Значи, секоја диктатура може да се изгаси само од надвор, да се струши од надвор. Бидејќи, кој смее таму сега да зборува отворено против службата, против ред девијации кои се случувале, прогоните кои биле, да не зборам пред 91. После 91. Да, се Значи, прават секакви напори да се избегне таквиот да се избегне таквата дискусија. Сите оние кои што зборуваат за УДБА се декларираат за, односно се прогласуваат за откачени, пролупани, шизофренични и дека УДБА не постои, дека тоа е некоја си дека ЦИА сега, Да. за се тоа е кривец е ЦИА и Дека завршена работа. всушност тоа е некоја, бидејќи јас сум тој што говори најмногу за УДБА, Да. дека тоа е некоја моја лична фрустрација и јас сакам да се исправам некои мои неправди, Да. што ми се нанесени наводно. Да. Не. Овдека не се работи за никакви мои лични фрустрации. Да, јас ова го И- имам изречено во една поранешна емисија. Ние не се залагаме да го повратиме изгубеното материјално наследство, туку нашето културно наследство. Да го заштитиме нашето заедничко ткиво. Така да додека имаше Македонија повеќе луѓе надвор кои побарале азил и стекнале статус на азиланти од политички причини, Македонија немаше во овие 27 години, 30 години скоро, да ја водат комунисти. Одамна ќе беше различен тој комунистички систем во Македонија. Но, за несреќа, еве, и Груевски тргна по моите стапки, Да. побара азил во Унгарија, но тој воопшто не се чепка со главниот проблем на Македонија. Тој сега расправа повторно криви дрини, држи предавања по економија и И не знам по, не знам, таму, како требало за името, како требало за ова, за она.
Си бил 10 години на власт. Да. Се што си требал да сториш, тогаш си требал да сториш. Не сега да држиш. Но тоа е играта на удба. Да, овде има изрека плеймейкер во понеделник. Да, Понеделнички плеймейкер. Во недела е надпреварот, Да. ама во понеделник се знае што треба да се направи. Значи, на ова нејзино прашање, дали Република Македонија може да се брани од оваа дистанца? Значи, Само што викаме ние? единствено од оваа дистанца може да се брани. И грешката е, значи проблемот е тоа што не се работи од диаспората, не се прават никакви организирани напори да се направи нешто. Единственото што се прави во диаспората е и се дозволува на удба со нејзината продолжена, едноставно диаспората да биде нејзина продолжена рака. Да. И јас за овие, еве, 18 години колку сме тука, гледам дека овдека бидејќи полесно се имам веќе искуство и полесно можам да ги воочам работиве, дека удба е многу поприсутна од што е во Македонија. Во оваа мала заедница тука нема што не е покриено. Само не сакам да разберете дека луѓето кои ги водат организациите секогаш мора да бидат луѓе кои се нудба, не. Тоа се луѓе кои се длабоко внатре, кои можеби никош не се појавиле во јавност. Така да, тоа се методите на работа на удба. За да не дојде до забуна да каже да, тој што на чело, тој е човекот на удба, не. Удба ги држи своите луѓе, но се непрекинато со години се таму. И затоа тука е основната борба. Зошто Заев си формира своја организација надвор, своја диаспора. И секогаш исклучиво министерот Адеми со нив контактира. Секој доаѓање надвор контактира со нив. И сега ова последно прашање. Да. Вели вака, значи, дали некој знае што значи обединувањето на севкупното граѓанство околу надпартиската кандидатура на професор доктор Гордана Силјанова Тавкова? Да би сам дека можеме да ги споиме Со Никовски, да. Никовски, тоа е истото Да. прашање. Во ниједна држава, демократска држава, или во било каква, не мора да е и демократска, но луѓето се обединуваат околу идеја, а не околу лидер. Лидерот во тоталитарни системи го гради службата, го ја гради целата лидерштина. Во слободни општества, лидерот треба се наметне со идеја, за да стане лидер. Да ги собере луѓето околу него со идејата која ќе и целта која сака да ја постигне. Да, или ако може да те исправам. Да. Лидерот се истакнува како најдобар, како најдобро олицетворение на идејата. Да. Или точно. како најдобар спроведувач на идејата. Ама Тој не измислува нова идеја. Тој е околу идејата која што, значи македонската Да. кауза, македонска држава, Да. самостојна, независна, Сосема си демократска. прав тука. Точно. Тоа е Да. Јас малку така по не длабоко. да. Сепак тоа е точното. Тука е играта. И зошто сега имавме лидери, беше лидер Григоров. Да. Која идеја ни наметна? Мултикултурализам, еквидистанца, држање. Промена на име. Да, промена на име. Која ни наметна Љупчо Георгиевски. Прагматизам. Да. Од 95-та прагматизмот и тоа е Тоа е ова резултатот денеска што го имаме. И Никовски, тоа е што го турка сега. Да. Што ни донесе лидерот Бранко? Ни донесе шлепери и октоподи. И октоподи, да. И да Шлепери не ги полни со октоподи. Да, и да што да ги сите се Груевски исто. исто. Што донесе тој? Донесе фалсификување на историја, правење на некои продавање на зевала по светот, странски инвестиции, не знам што. Но што донесе за македонската кауза? Ништо. Главното никој не го заврши, а тоа беше да се сруши, да се промени тоталитарниот комунистички систем.
А околу тоталитарниот комунистички систем, ова мора да го повторуваме. Зошто е воведен комунизмот во Македонија, односно на просторите на бивша Југославија? Бидејќи тоа е еден одличен плашт низ кој да се растури националното ткиво на поедините националности кои што ја сочинуваа Југославија. Тоа е најефективен начин да растуриш еден народ, да го обезличиш затоа што го правиш во некаков си нов човек. Самиот марксизам вели дека ни треба нов човек. Да. Значи, треба да го фрлиш сето она што те створило, сето она што е твое треба да го запалиш и да направиш нов човек. Нов човек. Ние на што инсистираме? Ние мора, за да обстанеме во светот, мора да се менуваме. Меѓутоа, ние сакаме некаков темел, некаква она што е најдобро од нашиот карактер и од нашето културно наследство да го сочуваме. А да го отстрануваме она што е неполезно, она што е штетно, она што не држи зашрафени, заврзани за дното. Тие работи треба да ги гориме, тие карактеристики треба да ги требиме и полека да прифаќаме нови карактеристики. Да. Има неколку сцепарателни пораки од него. Бојкотот би бил длабоко погрешен, бидејќи ќе значи премолчана согласност со нелегитимните промени кои се трагични за македонскиот народ. Да. Чекај, Никовски воведот каже во почетокот дека Никовски е човекот кој беше во дипломатијата, кој го поддржуваше Глигоров кога ја започна смената, кога уствари го смени името. Да. Ова е само техничкиот дел на смената на името што го прави Заев. Што го направи Заев. Да. Смената на името направена од Глигоров. Да. Бидејќи сите власти после Глигоров, никој не се обиде да го поништи тоа што го направи Глигоров. Втората работа, што е многу битна. Сите што сакаат да останат македонци, да не се сотре нашето семе, мора да бидат единствени да гласаат за неа. Да. Чекај. Како тоа сега му текна да не се сотре македонското семе. Па, што стори Никовски во времето на Глигоров, во времето на Црвенковски, зборен како председател на држава, во времето на Иванов. И во времето на Иванов, колку ме држи памтењето, тој повторно беше со власта и тој повторно ја поддржуваше политиката на Груевски и на таа, како да кажам, на тоа преправање дека се прави некаква, тоа дека се бара некакво решение. Значи тој со сите, значи и кои биле кои го сменили името, и Груевски кој наводно се бореше да задржи статус кво ситуација, за да не дојде во оваа ситуација. Да не биде тој прогласен за Никовски е со сите. Тоа е таа камелеонска способност на комунистичките послушници. И сега повторно јавните гласила, оној кој од него прави, кој направил веќе не мит, него релевантен, под наводници, фактор во општеството, пак му дава простор. И сега никој не се занимава со тоа што зборил вчера Никовски. Да. Што поддржувал вчера, што поддржувал 93 година, кога се смени името. Ништо, за тоа молк. Да, повторно ќе дојдеме до еден стадиум кога сите ќе не убедуваат дека не е така лошо. Да. Ево, што е ова северна е само некаква си одредница. Тоа не значи ништо, ние сме си... Името е Македонија. Името е Македонија, ние сме си македонци. Да, додавка, придавка. Со ова придавка, идеме напред. Уште малце ќе не примат во НАТО, уште малце ќе влеземе во ЕУ, ќе почнат странските фондови да течат, странски инвестиции се тепаат, не можат и па сега нешто се случило од големата гужва што е на Табановци за влегување на странски инвестиции. Volkswagen чекајќи да влезе,
му досадило чекањето. Редицата била со километри, била таму некаде, што знам, до Крагуева редицата, до ништа, не знам до каде. И тој решил да ја прави фабриката во Србија. Шумадија. Па знаеш што е? Тука е Volkswagen е крив. Нели тие имаат она ладњача на воздух, На воздух, да. интеркулер. Да. И од што не Му може прегреал, да чека, да. да не му прегрее Ете, моторот и затоа ќе да мора бега за Шумадија. да направи заев на Табановци, брза трака една, Да. за тие такви, за Facebook, за Google, за тие што беа најавени големите. Јас би рекол нека Volkswagen нека направат посаглам кола, А, а па после тоа- нека дојдат. може Зашо така. такви третокласни инвестиции не ни треба. Не ни треба така. И може би тука Ни треба само највисоки Да, инвестиции. Да. Може и така, да. Ти си прав. Ајде да одиме сега на една. Мислам дека дојдевме до добар момент да ја воведеме господјата Гордана Силјановска Давкова со тој незин, ова не знам што е, правен траклик ќе дојде, што е објавено кај Обединената диаспора од октомври 2018. Само за ова. Да. Таа во ова незина колумна, или како што реков, ова некој незин тракт, на неколку места пишува за тоа дека едноставно самиот спор за промена на името бил абсурд, дека меѓународното право не признавало некоја друга држава да наметнува име на друга држава. Да. Значи, дава секако како сите наши врвни правници се користи цел латински речник можеш да напишеш од нив. Меѓутоа тоа го зборува во изминативе 30 години и еден куп други правници. И главното она што е, во ред ни покажавте дека знаете дека имало правни Никој не го спори тоа. дека имало правни лекови за сето ова и дека овој спор бил абсурд. Да. Меѓутоа, кај е проблемот? Проблемот е што и покрај тоа што е правен абсурд, сето ова се сврши. Да. И сега, проблемот е што се договоривме да не разговараме за кандидатите. Да. Бидејќи ќе се чекаме да се соберат, да знаеме точно кој ќе учествува во трката, Да. па тогаш да проговориме за нив. Мене ми беше принципот кој што Да, сакам да кажам дека затоа нема да го коментираме понатака овој дел. Да. Бидејќи можеби ќе не сватат дека уште сега набиваме за некој кандидат, па сакаме да ние немаме нашето не браниме никој, ниту напаѓаме некој. Ги напаѓаме сите кои што се противници на македонската кауза. Да, тука ние браниме единствено македонската кауза. Така да, затоа ќе прекинеме, кој ќе ги дознаеме сите кандидати. Да. Сега знаеме двајца кои се веќе. Да. Да не говорам за демократскиот избор денеска на Конгресот, на кандидатот на СДС. 100% гласање за него, сите 712 делегати гласале за него, а вчера уште се знаеше дека тој е кандидат на СДС, бидејќи и на ДУИ, бидејќи газдите на ДУИ и на СДС, обзнание поглавиците на СДС и на ДУИ, обзнание дека тие се договориле Стево Пендаровски да стане кандидат. Тоа е. И сега луѓето од СДС ќе говорат дека тие се борат за демократија, за почитување на слобода на избор на се. Како може да говори за слобода на избор на нивните членови, кога директивата е гласај за Пендаровски. Да. Знаеш што е многу интересно за оваа колумна на Никовски? Тој вели дека ние сме апсолутно во грешка со тоа што викаме дека со успешни претседателски избори бојкотот
односно новото име на државата ќе добие легитимитет. Тој вели дека ние грешиме кога го велиме тоа. Меѓутоа, не дава, ама апсолутно никаква поддршка, подкрепа на таа негова изјава. Ама не е само тоа негова изјава. Тоа е на сите Да. кои сакаат да нема бојкот, кои се борат да нема бојкот. Да. Нека образложат што е тоа што ќе го направи повеќе од што е направено досега новиот председател, иако е од СДС. Да. Јас неколку пати споменав досега во разни мои во овие настапи, во мои пишувани дискусии на Facebook. Нема институција која ќе го брани пред интегритетот на функцијата председател на Македонија. И тука завршува се. Уставниот суд не е тој кој е кадарен да ја одбрани институцијата, бидејќи тоа е повторно во раците на власта. Како што бил... Да, па затоа што во Уставниот суд седат карактери токму како овој Ристо Никовски. Да. Доаѓа нова власт и е се веднаш со неа. Какво мислење му треба на власта, тие даваат. Да, веднаш. Со две раце подпишуваат и готово завршена И работа. затоа тука е, нека ме демантира, некој нека ми објасни. Значи ние објаснивме кои се аргументите за бојкотот. Да. Ние велиме дека со успешни избори ќе се даде легитимитет на промената на името, ќе се делегитимизира бојкотот на референдумот и дека не е важно кој ќе биде председател сега изберен, тој председател не може да направи ништо да го промени сето ова што е направено. Тоа се многу јасни, прости и чисти аргументи. Да. Господинот Никовски и застапниците на другата страна не даваат никакви аргументи. Тие матат празна слама, не вртат, не шетаат по керемиди, напишал текст од 4 страници во кој што нема еден единствен аргумент. Сите го прават тоа. Но да одиме сега на главното. Само ова е едно прашање кое е адресирано на... Одиме на бројките, така? Да. Од кој ќе сакаш да почнеме? Па, ќе почнеме од изборите 94-та 98 година. 98. Да. И знам кој графикон да биде. Да. И ова е упатено директно на крај кој ќе го поставиме прашањето, би сакал да ни одговори председателот на партијата ВМРО ДПМН, господот Мицковски. Бидејќи бројките се најрелевантната работа која никогаш не греши. И тие точно го фокусираат каде е проблемот. Така. На изборите 98 година... Мислиш го детектираат проблемот? Детектираат, да. 98 година Борис Трајковски во првиот круг има 219.000 гласа, Да. а Тито Петковски, неговиот опонент од СДС, против кандидат, 344.000, скоро, 343.000. Во вториот круг, бидејќи отпаѓаат кандидатот Тупурковски, Неджипи, Андов, Халили. Значи тоа се двајца албански, двајца македонски. Квази македонски кандидати. Да. Сега и тие освојуваат вкупно околу 400, скоро 500.000 гласа освоиле тие во Четворицата, да. губитници. Значи тие како група тие освојуваат повеќе од што било кој од овие другите двајца, а малте не еднаков број на 20 нивниот збир. Да кажеме тука некаде. Процентуално, значи Тито Петковски и Борис Трајковски се околу 40, тоест 54%, а овие се околу 50. Значи 45 ќе бидат. 45, значи разликата е многу мала. Да. Сега, тие гласови во втор круг идат вака. Тито Петковски добива плюс 170.000 гласа, Да.
а Борис Трајковски добива 260.000 гласа. 360. Да, 360.000 гласа плюс. Значи добива 500, што биле ги добива 60%. Да. Кои се тие гласови? Тие гласови се на Андов, Неджипи и Халиди. Не, ја би рекол дека се на Тупурковски и на двајцата албанци, а Стојан Андов одат кај Не. Забораваш дека тогаш ВМРО-вците гласа против оние стари ВМРО-вци гласа против Тупурковски се кандидираше бидејќи тој беше во настана Кавгајте, распадот на коалицијата Тупурковски и ВМРО ДПМН кандидатурата за председател. Да. Бидејќи беше ветено на Тупурков, тако беше договорот, тој да биде кандидат за председател. Да. На председателски избори. Така да тие гласови ДА тогаш ги дадоа на или дел не гласа или дел гласале по бидејќи тоа се комунисти. Да, според вкупниот број на гласови веројатно гласале затоа што во вториот круг има повеќе, околу 100.000 гласови повеќе има одошто во првиот. Да. Значи сигурно тие гласале, во ред тоа е така, веќе судирот беше, значи да заклучиме главното. Албанските гласови се она што е текот кој секој ќе превагнува на вагата, на страната која ќе победи и тогаш немаше многу коалиции како што има сега, многу ситни партии кои влегуваат по коалиција. Па ќе земе дека тоа се Андов и Тупурковски биле тие ситни партии кои сега ги има. Да 30 партии на секоја страна се беа по толку. Значи 500 и од 550 до 600.000 гласа се потребни да се победи на избори за председател. Тоа ќе го потврдиме и во 2004 година. Загинувањето на Трајковски и изборите кога имаме вака. Во првиот круг Бранко Црвенковски 385.000, Сашко Кедев од ВМРО 309.000, Гази Острени 134.000, Зуди Джелили 78.000, значи албанците 200.000 гласа. 200.000 сега. Да, 200 точно, 210 точно. Не е битно, сега да говориме за бројки ептен точки, но битно е да ја сватиме поентата. Да. Бранко Црвенковски во вториот круг добива 550.000 гласа. 170.000 разлика. Да. Кедев само добива 20.000 гласа повеќе. 329.000. Значи повторно да ги поделиме овие 210, точно малте не. Да, сега тука. До глас малте не се. Тука сега има една приказка што многу години се врти за да се сокрие оваа вистина. Дека Груевски повикал да се излезе се даде цензус. Да, може би. Но ги нема гласовите на албанците. Тие отишле во СДС. Да, речи сите отишле во СДС. Да. Затоа што имаме малку помала излезеност тука, околу 25, скоро 30.000 гласови помалку во вториот круг. И, значи, речи сите гласови албански отишле. Да. Повторно, значи, по втор пат албанците се превагнуваат. Да. Цензусот тука е 53. во овата круга е едва и само надминати 50. Не треба за прв круг не треба и цензус. Да. Грубо сега. Грубо, да. Значи во овие избори 98, 99 впрочем, зборуваме за 65% излезеност. Да. На вториот круг дури 69. Овие од 2004 година со Бранко Црвенковски се 55 и 53. Одиме на следниот циклус. Тоа е Ѓорѓи Иванов, значи 2009 година. 2009 година.
Во првиот круг Ѓорѓе Иванов добива 345.000. 346.000, еве да. Да. Љубомир Фрчковски добива 202.000. 203.000. И сега имаме тука Имер Селмани, Љубе Бошковски, Аргон Буџако, Нано Ружин, Мируше Хоџа. Имер Селмани е со 47.000. Арго Буџако е со 73.000. И Маруше е со 30.000. Албанските се околу 180, сега, 250.000 скоро. кај Имер Селмани, Да. некаде околу 80.000 гласа се македонски. Бидејќи се добиени по делови кај што нема албанско население во Македонија. Значи, со 70.000 гласа се албански, на Буџако се 70-140, околу 200.000 гласа повторно се Да. албански. Во вториот круг, Ѓорѓе Иванов од 345.000 добива само 100.000 повеќе. Да. А Фрчковски само 60. Само 60.000, Има многу помала излезеност тука. да. Во првиот круг одзивот е 1.010.000, во вториот само 765.000. Да. Затоа што цензусот е спуштен на 40%. Да. И со ова е задоволен цензусот. Да. Значи, еве, оние македонци, оние кои гласале за Љубе не излега да гласа. Да. Тоа се луѓето блиски на ВМРО, ДПМН, тие не гласале. Да. Веќе не сакале да гласат за Иванов. Да. И тоа е таа бројка на Љубе, ако излегле, ќе имал до 580.000 гласа повторно ВМРО-ците кои гласале за Љубе, ќе имал Иванов околу 570.000, така да ќе се држала таа бројка што е в случај во изборот на Црвенковски на Трајковски. Меѓутоа повторно клучот Албанските гласови. албанскиот електорат. И Вторите одиме на последни избори. Ѓорѓе Иванов, првиот круг 450.000. Стево Пендаровски 326.000. Ирис Халими 39.000 и Зора Поповски 31.000. Тука албанците, Илијас Халими беше онака само уфрлит во игра. Не гласа, не излегува на избори албанците. Да. Сега овдека, што не ми е јасно тука, цензусот на првиот круг, односно излезеноста на првиот круг е само 48,8%. Нема цензус за прв круг. Нема цензус. Да. Првиот круг е без цензус. Вториот круг. Вториот круг е за да се бидејќи ако има победник во првиот круг, тогаш има цензус. Треба да има излезени 51%. Значи требало да излезат скоро 800 50% плюс 1. плюс 1. Значи, во ред, значи во првиот круг, доколку Има победник, тоа треба да бидне изберен со 50% плюс 1 глас од 50% плюс 1 глас од запишаните број на запишани. Запишани, да. Тоа е. И сега во вториот круг на Иванов добива 100.000 гласа повеќе. Повторно се албанците во прашање. Да, тука имаме поголема излезеност во вториот круг од што во Да, првиот. затоа што постоеше опасност да се мобилизира телото, гласачкото тело на СДС и затоа мораше да се оди на една се плаша дека можеби по некоја си, не знам каква математика, дека постои опасност да излечат повеќе луѓе на СДС, да излече повеќе луѓе од она што е максимум што може да го излече. И сега, што е всушност она што сакаш да го кажеш? Сега вака. Значи,
второрангираниот. Секој што освоило 300 до 30, еднаш има 400 нешто илјади, мислам. Само Фрчковски не можел да освои преку. Тито Петковски во освоил 500 илјади и Да. тоа е најголемата бројка која е освоил Губитникот. губитникот. Да. Другите се под 400 илјади. Да. Оно што е најбитно е дали каде се албанците сега? На која страна се? Ниједна албанска партија не е подржувач на ВМРО ДПМН. Не кандидатот на ВМРО ДПМН во овие избори. И Тачи, бидејќи си има некои проблеми човекот сигурно, и сите други, и Села, и тие од Беса, го подржуваат кандидатот на СДС. Значи, сите албански партии ќе дадат директива на нивните гласачи да гласаат за. Тука имаме уште по тој букет од гласачи се ромите на Амди Бајрам. Тоа е секогаш со власта. Да. 10-20 гласа, 30 гласа се сигурни кај Амди Бајрам. Амди Бајрам ги има гласовите во торба. Да. Сега нема ни една од ромските партии, тој Самка Ибримовски, тоа е кај Заев. Да, тука погрешно се изразив. Не е Амди Бајрам со власта, циганите се со власта. Ромите. Тие се, ромите се извинјавам. Меѓутоа, Ромите се со. Јас сум старомоден. Добро, и ние сме расти покрај Следорек. Така да сепак ние си ги почитуваме нашите. Јас сум израснал со нив, детството и така да не можем да се навикнем на сега на ново име. Овие формалности Да. едноставно те отуѓуваат. Значи, го објаснивме првиот дел, дека албанците се тегот кој ја носи победата на изборите. Втора работа, која би сакал Мицковски да ја анализира. Тој барата со една бројка, што ја освоија сега на последните избори, на парламентарни избори, околу 400 нешто илјади освои ВМРО ДПМН 2016 година. Но, заборава дека колку партии беа со него во коалиција и колку партии ја напуштија таа коалиција. Премина кај Заев. Реални гласови. Ова го зборувам од она што кога сум ги следел изборите, кога сум учествувал во изборите во Македонија. 90, 94 и 98. Реална бројка која освојува ВМРО од своите гласачи е помеѓу 180 и 250 илјади. Без овие привездоци на Дзинго и такви партии, значи чисти гласови ВМРО-вски, кога одела партијата сама, освоила толку гласови. Како мисли Мицковски да освои 600.000 гласа? Певе има надпартиски кандидат. Ама, тој надпартискиот кандидат, ниеден од СДС нема да гласа за него. Во Македонија излегуваат, еве, гледаме бројки. 1.100.000, 1.200.000, 900.000, значи, тука е бројката на излезност. Околу 1.100.000 да е зее. Така ли е? Така кажуваат бројките. Да. 900.000, 700.000, зборам за втор круг. Да. Значи, милион, еве, ние ќе бидеме. Да, меѓу 900.000 и 100 милиони 100, зависи сега Да. каква година е, колку кандидати има и така натаму.
Но ова разочарување и свесност на луѓево дека ќе има бидејќи луѓето веќе не се неинформирани. Знаат дека председателот нема ингеренци. Тоа најубаво го видел луѓето како се однесуваше власта кон постапките на Иванов. Не го потпиша законот. Беше против преговорите. Она што можеше да го стори по законски пат. Да. Бранејќи го уставот и она што му дозволува уставните овластувања, тој го стори. Ние можеме како сакаме да збориме за него, но тој не може да стори ништо повеќе од тоа. Дали некоја институција застана за Иванов? Не. Зошто сега ќе застане некоја институција што ќе се промени? Во Македонија ако победи Силјановска или ако победи некој си друг кандидат, еве сега не знаеме ови што собират потписи, можеби некој од нив ќе собере потписи, еве да кажеме што ќе стори тој. Да. Ако не е човек на власта, ништо. Ќе ги отспие 5 години во... Веќе видовме дека и по правни стапки сето ова било правен абсурд. Да. Преговорите за името, отстапките едно друго, сето тоа било правен абсурд, меѓутоа сето тоа било направено повторно. Направено. Единствени ајде, нема да ќе го ставиме тоа за друг пат. Не, одиме. Што е, мора да знаеме дека за да дојде до промени, мора да се освои парламентарно мнозинство. И тоа е секаде во парламентарни демократии е главното. Председатели со вакви овластувања и во ваков систем како што е во Македонија беззаконие е само во што фигура. Значи, наместо опозицијата се да прави сега, да го сруши, да ја натера власта да распише избори парламентарни заедно со председателски. Да ги распише според прибе мерките. Значи да има техничка влада најмалку 100 дена пред изборите, која ќе ги организира изборите. Само така ќе може да победи опозицијата. Сега би сакал да му одговорам на Бачев на ова прашање, бидејќи тој вели дека ако се даде во овој момент пржинска влада, таа ќе формира ВМРО ДПМН, таа ќе постави министри. Важно е, не е битно чии ќе бидат министрите. Не може министри на Мицковски на избори да играат само тие да победат. Бидејќи ќе се бори СДС да нема нерегуларност, како се интересира на голема партија. Значи, шансата Бачев со неговата група од партии и од движење да освои, можеби да победи на избори, ако е толку сигурен дека народот стои зад него, тоа што да ги прифати, можеби ќе дозволи опозицијата ВМРО за да се покрие Мицковски дека гради, ќе му дозволи некое место да назначи министер од таа негова групација. Тие збора дека се 80 на здруженија и партии внатре. Зошто да не игра на таа карта? И тој да ги бойкотира председателските избори. Со тоа ќе се примора власта. Јас за тоа говорам. За да се примора власта мора Мицковски да повлече сериозни потези. Пратениците мора да поднесат оставки во собранието. Мора да се целиот систем да се закочи. Мора да советниците кои ги има во ВМРО ДПМН и коалицијата која уште трае на ВМРО да поднесат во градските совети оставки. Градоначалниците кои ги има мора да поднесат оставки. Бачев има неколку советника. Мора да поднесе и тој оставки. Сите партии кои се во опозиција
и кои се декларираат како опозициони партии, кои се навистина против не режимот на Заев, против системот. Тука мора да правиме разлика. Да се вратам, да подсетам што рече Ван Хојте додека не беше, него заробија и него соросоидите. Дека не е проблем да се смени ВМРО со СДС. Една партија да смени друга партија. Или по нашиски да го смениме Курто да се качи Мурто. Туку да се смени системот. Системот е проблем. Системот мора да го сменат луѓе, а тие луѓе први мора самите да се сменат себе си за да можат да се променуваат. Тука да те прашам едно прашање. Сега во однос на ова што го велиш дека треба да се сите пратеници на ВМРО ДПМН да поднесат оставки, значи целосно едно повлекување парализирање на системот. Дали ќе биде парализирање? Нели се случи тоа во 94-та година кога ВМРО ги бойкотираше изборите? Не, сосема друго нешто. ВМРО не влезе во парламент. Ги бойкотираше помеѓу првиот и вториот круг. Да. И крај. Која ќе биде разликата сега ако се повлече? Па види која ќе биде разликата. Сепак тогаш нема ли кворум да има собранието сега? Ќе има кворум. Не е проблем. Можеби ќе има и двотретинско мнозинство. Тоа не се спорни работи. Можеби уште некој од како овие 8 што премина на страната на Заев, ќе преминат уште некој. Тоа не е спорно. Но ова е една сериозна порака во овој момент на светот. Изборите, веќе постои голем страф во Европа од овие избори, што ќе се случат сега во март изборите. За Европарламентот. За Европарламентот. Бидејќи се плашат и десницата ќе освои само 1/3. Не повеќе да освои. Бидејќи ќе ги закочи сите процеси, а тоа е веќе најавено од италијанците. Тие сега се водачи на главни водачи од Орбан. Дека ќе ги блокираат сите процеси во Европарламентот. Сега веќе ти стана нели појасно малку. Да. Ако таа една групација носи одлука таква и да освои 1/3 ќе го блокира собранието ќе го Советот на Европа, парламентот европски ќе го блокира. Мицко со кого е? Сега тој свесен ли е дека игра на покренешна карта? Без ризик нема победа. Тоа е една основна порака која што никако денешниот македонски народ да ја разбере. Например, тоа е всушност причината зошто македонците ја одржуваат во живот удба. Затоа што им е страф да изризикуваат нешто, неколку болни моменти за да едноставно да го избегнат тој момент како да кажам, за да избегнат еден момент на тешка болка, кој што ќе биде краткотраен, тие одбираат цел живот да живеат со една многу помала болка, меѓутоа многу поболна и подолготрајна. Јас да привршувам на ова, че мислам ќе биде после што сакам да кажам. Ќе го подсетам Љупчо на еден совет кој ми го кажали на мене, јас сум го измислил ова, него ми го кажали луѓе, кога сум бил во години, кога сум мислел дека може нешто да направиш во животот ти по заобиколен пат, полесно да поминеш, но вика вака. На Љупчо, на Георгиевски. На Љупчо. Георгиевски, тогаш уште кога имавме така почести видување. Викам, секој од нас добива во живот две тегли. Едната е полна со мед, ама врвот, колку е две малку две-три лажици, е пелин. Втората тегла е обратно. Скоро целата е полна со пелин, ама прво оди медот горе. И сега Господ е става на искушение. Ти ги дава двете тегли.
ги гледаш што има во теглите. Многу луѓе, за да избегнат, дека да ги проживеам овие години, многу ми е гајле за моите поколенија, што ќе се случи со... Битно е сега да живеам, јас. И секојаш земат од медот прв пат. Пеленот, еве го пеленот Македонија, 98 кога дојде Лјупчо на власт, да ги исполни ветувањата и договорите кои ги имавме. Не само со мене, со многу луѓе. Македонија немаше да дојде до овдека. Да, па тоа е, значи ќе завршиме со ова, тоа е муабетот кој го имавме синоќа. Простото прашање за она дали како да кажеме што е исправно во животот. Одговорот на тоа прашање оди некако вака. Се зависи од тоа која ти е целта. Да. Дали ти е целта единствено само да преживееш ти? Дали ти е целта да ти преживее само семето, сојот? Да. Значи има посебни решенија и за тоа и за тоа. Дали сакаш само да ти преживее семејството? Има одредени решенија за тоа. Дали сакаш да ти опстои културата, нацијата, народот? За тоа има решенија, меѓутоа како одиме на нагоре, така има помалку и помалку различни патишта кои што можат да се земат за успех. И конечно дали сакаш да ти опстои државата. Се помалку и помалку има опции кои што можеш да ги земеш. Ако сакаш само ти да преживееш, има колку сакаш опции. Милион опции. Ако сакаш да ти преживее само семејството, има полно, меѓутоа помалку број. Малку сте се тестова круга. Затоа што веќе тука треба малку поголема совесност, едно друго одговорност, дисциплина. За да преживее државата, има речиси само еден пат. Да. А тоа се учи од историјата. Треба да видиме што е правила, да кажеме, Римската империја. Како од таа станала од еден град република, власник на целиот свет. Да. Па зошто пропаднала? Па потоа можеме да видиме што се случило со западноевропските држави, со Германија, со Англија, со Велика Британија, со друго. Каква била нивната траекторија? И конечно да видиме што правиме ние и дали ги правиме чекорите кои одат кон подем или кон пад. Најлесно да ги земеме за пример распад на Југославија. Да. Да го земеме Косово и Хрватска. Не треба друго ништо. Крај. И да ја земеме Македонија, затоа што Македонија реши да нема болка. Да. Косоварите, хрватите, особено хрватите, се пожртвуваа, направија се што требаше да се направи, да направат држава. Да. Ние одлучивме да бидеме оазата на мирот, да избегнеме болката. И за тоа ги плаќаме сега овие цехови. Ви благодариме на вниманието еве за ова 16-та епизода. Се надеваме дека ви се допадна содржината. Доколку не ви се допадна содржината, тоа е тоа. Тоа е што имаме да понудиме. Ние нашите ставови не можеме да ги смениме за да му се допаднеме на некој. Нашите ставови ги градиме врз основа на тоа што ние сметаме дека е исправно и дека е вистинско. Тоа е единственото за кое што се залагаме. Немаме лични амбиции. Нашата единствена амбиција е да ја видиме Македонија да бидне вистинска држава. Македонскиот народ да го признае целиот свет дека за нешто важи и дека е способен да постигне нешто. А не да, кога отвориме книгата за Македонија, да гледаме само празни страници и само да слушаме кукања и поплаки. Доколку ви се допадна ова што го зборуваме, ве молиме да го ширите, затоа што тоа е единственото нешто што можеме да го направиме во моментот. Да ги расшириме идеите, да ги расееме и да почнеме да ги менуваме, да ги требиме оние трули делови од нашите карактери, да почнеме да раснеме здрави тела. До следниот пат, до гледање. До гледање. Kroz nas se podполковник Рангов прочути македонски вош, вош, вош и тој шле ворверва праката умандваше напред на нож, на нож, на нож
e dois levar verba pra cata. Com